Невена Илиевска го има за денеска првото прашање и вели имам намалена тежина на вага, но на огледало не изгледам така, туку напротив обратно, што може да е причината. Невена, причината во 90% е, значи прва работа, ако си сигурен дека немаш проблеми со хормони или можеби некои други хронични состојби и здравствени состојби во телото, во тој случај 90% причината е преголемите рестрикции кои што луѓето ги прават и преголемите игри со калории, со макронутриенти, значи дали ќе се исклучат, не знам, јаглехидрати или ќе се намалат протеини и така натаму, со еден збор прифаќање на диета која што има некакво име, што е денеска многу модерно да кажеш на каква диета си, како ти се вика диетата, што по мене е неодржливо на долг рок. И рамно на глупост, да не речам, затоа што сите рестрикции кои што ние луѓето ги правиме, кога тогаш не се враќаат како бумеранг, бидејќи добрата исхрана не се потпира на тоа што ќе исфрлиш ти. И многу често луѓето кога прават големи рестрикции, калориски дефицит или можеби оттргнуваат одредени макронутриенти како јаглехидрати или масти од својата исхрана на долг рок, се случува токму ова што ти го зборуваш. На вага гледаме промени, но во суштина ниту се допаѓаме како изгледаме, ниту ни се допаѓа нивото на енергија, ниту ни се допаѓа боја на кожа и така натаму. Затоа, пак ќе ти напоменам, доколку не е причината здравствена состојба, тогаш е тоа. Избери начин кој што на исхрана кој што нема да ти носи вишок на килограми. А тој начин на исхрана е и во 2021 е ист, и во 2021 пред нашата ера е ист. А тоа значи за нашето тело дека потребни му се денеска кислород, вода и хранливи вредности за да може да функционира како што треба и да не создава вишоци на масти во резерви на енергија. Така да 3 до 5 оброци во текот на денот не е тоа диета со име или начин на исхрана за кој што не знам се е тајна или Јосиф го нашол или не знам науката го нашла, туку редовноста на исхраната со 3 до 5 оброци, почнувајќи со појадок, нели главни оброци како ручек, вечера и можеби некоја ужинка или меѓу оброк, ќе ти придонесе да создадеш услови во кои што голема е веројатноста да внесеш се што на телото му треба. И тука е целата игра да воспоставиш начин на живот кој што на долг рок нема да ти носи проблеми за да подоцна ги бараш решенијата како диети и така натаму и да влегуваш во овој зачаран круг кој што си во моментов.